Да, наскоро шестата сезона на Преспав само на македонската телевизија. Во наредниве минути време и за првиот разговор во денешното издание на Македонија наутра. Според пресмитките и проекциите на Обединетите нации, секое 10-то лице во светот е старо лице со возраст над 60 години. Според истите податоци, се очекува до 2050 година секое 5-то лице да биде старо лице со возраст над 60 години, односно двојно да се зголеми нивниот број. Проценките се дека до 2050 година 80% од старите лица ќе живеат во земји со ниски и средни приходи. Во Македонија уделот на населението над 65 годишна возраст се зголемува. Ако претходно тој изнесувал околу 11%, последните статистики велат дека тој се движи околу 14%. Црвениот крст во земјава преку имплементација на активности за грижа на старите лица дава активен придонес во севкупните напори кои се преземаат во државата, а се со цел подобрување на квалитетот на животот на старите лица во заедниците. Од 15 до 21 ноември се одбележува неделата на грижа за стари лица во Македонија со низа активности за кои детали дознаваме од нашата соговорничка Елеонора Антонова, координатор на проектот, а воедно и одговорна за Дневниот центар за стари лица. Добро утро и добро ни дојдовте во утринската програма Македонија наутра. Добро утро и ви благодарам за поканата. Традиционално, секоја година Црвениот крст, третата недела од месец ноември ја посветува токму на одбележување на неделата за грижа за стари лица. Според информациите кои што претходно ги споделив со гледачите, очигледно е дека глобално расте бројот на стари лица, а со тоа некако расте и врската сите ние да придонесеме кон поквалитетен живот токму на лицата од трета доба. Токму така. Значи, пред се сакам да ја честитам неделата на грижа за стари лица. Значи, лицата во трета доба се една од најголемата популација, значи, во нашата земја. Значи, активностите на Црвениот крст, значи, во континуитет даваме поддршка за лицата во трета доба, каде што веќе од 2011 година во рамките на Црвениот крст на град Скопје, значи веќе 10 години активно функционира проектот Дневен центар за стари лица и центар за давање помош во домашни услови. Грижата за старите лица, Црвениот крст ја покажува во текот на целата година, но традиционално некако во овој период од годината имате повеќе активности, да речем, во периодот пред, за време и по неделата за грижа за стари лица. Дел од активностите кои што годинава ги реализиравте беше и хуманитарната изложба, која што се случи во градскиот парк. Би сакал да ни откриете за што точно стануваше збор? Така. Минатата недела, значи 7 ноември, во градскиот парк со почеток од 10 часот до 14 часот се реализираше хуманитарна изложба заедно со господинот Живко Поповски Цветин, каде што се продава насликани дела од него и секако нели собраните средства се донираат сега по повод недела на грижа за стари лица, односно за социјално загрозени стари лица во домашни услови, секако нели и набавка на лекови, во набавка на лекови и прехранбени продукти. Изложбата помина одлично, продадени се повеќе од 50 дела, така да ние сме премногу задоволни како помина една од активностите што ќе се реализираат секако нели оваа недела. Каков беше интересот кај граѓаните, колку наидуваат на позитивен одзив овие акции? Значи, граѓаните буквално, затоа што бевме на една многу убава локација во градскиот парк и времето не послужи, така да граѓаните буквално делата ги гледа и со задоволство ги купува, односно кога ќе разбереа дека се за хуманитарни цели, тие со задоволство ги купуваат делата. Така. Какви беа од друга страна реакциите на уметниците? Колку често, да речем, знаат да се озват токму на вакви акции? Кога станува збор за хуманитарни цели? Така, значи, со господинот Живко, значи, имаме долгогодишна соработка, така да ние пред пандемијата буквално практикувавме хуманитарни изложби. Значи, во самата месечна програма на активности на Дневниот центар за стари лица, ние секако имаме и сликарска работилница, каде што буквално 2 пати во годината претходно изработувавме и правевме хуманитарни изложби, каде што нели средствата беа пренасочени за хуманитарни цели. Така да дефинитивно имаме поддршка и од сликарите.
За сите посетители на социјалниот сервис Дневен центар за стари лица во рамки на Црвениот крст, организиравте и посета на Скопската зоолошка градина. Тоа беше една од оние многу активности кои што ги реализирате. И тоа се со цел дружење, социјализација на лицата во трета доба. Како помина тој дел, тој настан? Така, значи, гледаме во овие услови, во пандемија на COVID-19, малце активностите да ги правиме надвор, така да обрнавме внимание буквално на прошетките. Така да минатиот месец од една од активностите ни беше и посета на зоолошката градина, каде што се собраа буквално 50 лица во трета доба. Едноставно го развивме моментот на социјализација, што е и една од односно карактеристиките на овој проект. Колку им недостасува процесот на социјализација, дружбата на лицата од трета доба? Колку се значајни ваквите настани токму за нив? Знаете како, значи, лицата во трета доба, затоа што ние секако нели со следење на мерките за заштита од COVID-19, кога растеа бројките на COVID позитивни, значи дневните центри се затворија. Но ние официјално веќе на 1 октомври на Светскиот ден на старите лица, дневните центри повторно се отворија. Така да буквално, значи, некои од корисниците, не можам да кажам, значи се уште се плашат и не можат да учествуваат во активностите, но има дел од корисниците што едноставно буквално со нетрпение чекаат да се отворат овие дневни центри и повторно да се дружат. Така, во рамки на овие дневни центри постојано планирате одредени активности врз основа на што ги концепирате, да речам, активностите кои што се предвидени за текувниот месец? Така, значи во рамките на Дневниот центар за стари лица, значи се изработува месечна програма на активности, каде што тука се вклучуваат чиконг вежби, сликарски работилници, креативни работилници, курсеви по англиски, часови по танцување, каде што пандемијата го направи своето, но сега едноставно ги изредчивме, да кажам, активностите, секако со следење на мерките за заштита од COVID-19, така да чиконг вежбите се реализираат во градскиот парк, креативната работилница, сликарската работилница си е тековно, така да имаме активности за сечи вкус буквално. Да, активности на отворено, барем додека се уште тоа го дозволуваат, нели, временските услови. Какви активности се предвидени за оваа недела посветена на грижа на старите лица? Така, значи, оваа недела, како што кажавте, традиционално третата недела во ноември, недела на грижа за стари лица. Веќе утре, значи, снимаме еден видеоспот, каде што се работи за нашата дејност, за тоа како мобилните тимови, медицинските сестри и волонтерите, значи, се справуваат на терен. Подоцна, веќе во 17 часот, заедно со корисниците од дневните центри, значи, ќе посетиме едно од кината во нашиот град и ќе идеме на проекција на филм. Во среда, веќе во 11 часот, во Домот за хуманитарни организации Даре Джамбас, ќе се реализира една работилница заедно со Заводот за социјални дејности, стручната служба од Заводот за социјални дејности, каде што ќе се обрне внимание за правата на старите лица од аспект на социјална и здравствена заштита. Во четврток веќе ќе го посетиме Домот за стари лица Мајка Тереза и специјалната болница за палијативна нега 13 ноември, како и во четврток ќе се реализираат дистрибуциите на пакети за прехранбени продукти на социјално загрозени лица во трета доба и пред Дневниот центар во Сарај ќе се реализира едно како здравствена превентивна активност, мерење на гликемија, шеќер и секако запознавање со проектот. Доколку пак во петок ќе поставиме инфоточки, односно пунктови пред трговскиот центар Бисер и пред автобуската постојка на Зелен пазар, каде што од 9:30 медицински персонал, значи медицински сестри, ќе бидат на овие инфоточки и граѓаните, односно лицата во трета доба, ќе можат да се измерат притисок, шеќер и едноставно да се запознаат подетално со проектот. Да, радува фактот што дефинитивно имате огромен број на настани посветени токму на неделата за грижа за стари лица. И сега Дневниот центар за стари лица, како и Центарот за давање на помош во домашни услови, постои од 2011 година, како што споменавте. Една деценија по неговото отворање, дали успева да ја оствари својата цел? Така е. Значи, ние функционираме веќе 10 години буквално и едноставно нашата цел е развивање на форми за вонинституционална заштита
и секако обезбедување грижа и здравствена заштита на стари изнемоштени лица. И како ги исполнуваме нашите цели, не за џабе кажано буквално затоа што нели постоиме веќе 10 години. И кога веќе ги споменавте целите, кои се специфичните цели кои што има за цел да речем да ги постигне самиот проект? Целта е унапредување на квалитетот на живот, на здравието и психофизичката состојба на грижа на старите лица. Секако и главна цел за дневните центри е промоција на активното старење и секако и за задоволување на социјалните и здравствените потреби на лицата во трета доба. Така да ова се специфичните цели за нашиот проект. Колку лица моментално се вклучени во делот за нега во домашни услови? Во рамките на Црвениот крст на град Скопје, во контекст на домашни посети, вкупно 200 стари лица на територија на град Скопје, односно во општините Кисела Вода, Центар, Карпош, Ѓорче Петров, Чаир, Бутел, Шуто, Ризари и Сарај. Медицински сестри, 5 медицински сестри, 7 волонтери посетуваат 200 стари лица во домашни услови. Медицинските сестри се одговорни за оној здравствен момент, односно за мерење на крвен притисок, гликемија, здравствени совети, следење на терапијата, контактот со матичниот лекар, а доколку пак волонтерот е задолжен во контекст на пазарување, доколку е потребно да се набават рецепти, лекарства и секако продуктите да им се донесат до врата на старите изнемоштени лица. Од оној момент кога го започнавте целиот проект, да речем пред 10 години, има ли пораст на бројот на корисници токму на негата во домашни услови? Така, ние почнавме буквално, кога ќе се вратам наназад, со 40 стари лица во домашни услови. Се повеќе и повеќе, се јавуваат лицата во трета доба и се повеќе имаме потенцијални корисници каде што треба да се вклучат во проектот. Така да ние сме среќни за тоа, затоа што едноставно имаат потреба, старите лица за да им се даде поддршка во домашни услови и затоа ние фактички постоиме буквално за нив. Така и дефинитивно уживате доверба што одлучуваат да ви се обратат токму вам. Кои се оние критериуми кои што треба да ги исполни едно лице за да може да стане корисник на нега во домашни услови? Критериум за во домашни услови е старото лице пред се да живее на претходните територии, општини кои што ги набројав, секако да е лице во трета доба и едноставно да живее со својот брачен другар или сам. Врз основа на направената проценка од страна на социјален работник и медицинско лице, се утврдува колку пати во месецот старото лице треба да биде посетувано од страна на медицинското лице и волонтерот. Споменавте и претходно во текот на разговорот, во рамки на Црвениот крст функционираат и дневните центри за стари лица. На кои локации, како точно функционираат овие центри, да објасниме за гледачите? Така, Црвениот крст на град Скопје има 3 дневни центри за стари лица. Едниот се наоѓа во Домот за хуманитарни организации Даре Джамбас, во општинската организација Црвен крст Чаир и во општина Сарај, кај училиштето Дитурија. Овие дневни центри функционираат на принцип се подготвува месечна програма на активности, како што кажав, чиконг вежби, сликарска работилница, креативна работилница, курс по англиски, работилница по плетење и фокусот сега го ставаме и на прошитките, секако додека не служи времето, така да нашата дата база на корисници брои повеќе од 1000, така да секој што мисли дека сака да се вклучи во некакви активности, така да слободно може да се обрати на телефонскиот број 071 367 909 и едноставно или да дојдат во некој од просториите на дневните центри и секако со одговорното лице ќе разговараат лицата во трета доба и секако ќе се вклучат во некој од активностите. Да, и секако се обидувате да им го анимирате, да речам, секојдневието токму на лицата во трета доба. Споменавте и претходно, поради пандемијата на COVID-19, дел од овие центри беа затворени, годинава се случи токму нивно реотварање. Како ги координирате активностите таму во моментов?
Така, значи реотварањето се случи на светскиот ден на старите лица. Секако, значи ги нели заштита од недостасува многу услугите од овие дневни центри на премногу заради тоа што едноставно лицата во трета доба буквално кога ги реотворивме дневните центри, значи они реално излегоа од дома. Секако со дадени заштитни мерки нели од страна на владата, значи ние ги почитуваме, но реално корисниците се презадоволни затоа што ги отворивме овие дневни центри. Преку општинските организации на Црвениот крст во повеќе градови низ државата функционираат и оние клубови за стари лица. Што конкретно им нудат тие? Така, значи клубовите на стари лица, значи пред се истиот принцип, значи промоција на активното старење, секако нели и социализацијата за лицата во трета доба. Така. За дел од лицата во трета доба, како Црвен крст неодамна обезбедите и суплементи кои што беа поделени, а се чини се особено важни во насока на здравствена заштита во услови на пандемија на COVID-19, особено за лицата во трета доба како ранлива категорија на граѓани. Покрај здравствената заштита обезбедивте и СОС телефонска линија која што ја наменивте токму за возрастните лица, односно лицата од трета доба, за сите оние прашања кои што се нели поврзани како со вакцинацијата, така и со COVID-19. Какви резултати имате до сега порече си еден месец од функционирање на оваа телефонска линија? Така, значи по Црвениот крст на град Скопје, значи лицата во трета доба на телефонскиот број 071 224 683 можат да разговараат со доктори, едноставно да се информираат во врска со вакцините, со со COVID-19 и едноставно да се решат митовите што се поврзани со вакцинацијата и COVID-19. До сега, значи, 1000 стари лица се имаат контактирано на оваа телефонска линија. Кои се најчестите дилеми, прашања, да речем, кои што ги имаат токму лицата од трета доба? Па пред се, нели, дали вакцинацијата е заштитна, дали едноставно може да им направи наштети нешто на нивното здравје, исто така, значи, дали каков е ефектот, исто така многу се јавуваат исто така и за за симптомите на COVID-19, така да за тоа се тука нашите доктори за да им ја дадат точната информација. Една од целите на проектот кој што го реализирате е токму социализација на старите лица, како и промовирање на активно старење, но и промовирање на волонтерството во трета доба од животот. Колку е предизвик да се остварат сите овие цели во време на пандемија на COVID-19 и воедно која е вашата порака која што сакате да ја упатите токму во пресретно одбележување на неделата на грижа на стари лица? Значи, пред пандемијата, значи, имавме организиравме најразлични хуманитарни активности. Сега можам да кажам дека во време на пандемија на COVID-19, значи, технологијата се повеќе расте. Така да и старите лица, значи, ние и во овие 2 години продолживме да се дружиме на социјалните мрежи. Така да, јас една порака што ќе упатам буквално до сите лица во трета доба, да едноставно да се вклучат во активностите за активно старење, затоа што ние буквално постоиме за нив. Елена Урал, благодарам за одвоеното време за гостувањето во утринската програма на Македонската телевизија. Благодарам за тоа што ги споделивте сите тековни активности во Црвениот крст кои што ги реализирате, се во насока на обезбедување на достоинствена и активна старост за сите лица од третата доба во земјава. Ви благодарам и на вас за поканата.